Експертите сметаат дека брзи и бавни избори не се решение за политичката криза која настана поради Преспанскиот договор и немањето на цензус на референдумот. Тие предлагаат ново решение кое еднаш за секогаш ќе реши оваа дилема, откако сите 1.200.000 кои не излегоа на референдумот автоматски се сметаат дека се против истиот. Дали наместо брзи избори е можен нов брз референдум, но со друго прашање. Експертите сметаат дека одговорот е да. Доколку прашањето биде поставено поинаку, би ја добиле вистинската бројка на оние кои се против. Значи, самата морфологија на поставеното прашање на референдумот беше тактичка грешка. Познавајќи го менталитетот на македонецот, за најдобро да се реши политичката криза, треба да се организира нов референдум со прашањето. Дали сте против договорот со Преспа и против ЕУ и НАТО? Така ќе се добие реалната бројка на тие што се против. Па ко воли после, нека изволи. Се ако ќе има цензус да ми се јава на телефоните на фиксен, ќе излези дека автоматски повеќето луѓе ќе бидат за и договорот ќе успее. На крај треба само да се направи една споредбена анализа на двата референдуми и ете го резултатот. Кризата избегната.